Браќи и сестри, нека ни е благословен денот. Да ни сте здрави и живи, да ни сте благословени. До година помасовно и по-благословено. Во 3,5 тонски казан се свари белиот граф на Струмичкиот плоштад. Струмичани достојни на традицијата го одбележаа почетокот на Великденскиот пост како дел од карневалските празнувања. На плоштадот Гоце Делчев граѓаните пробаа од белиот фасуль, без кој не може да се замисли првиот ден од постите чист понеделник. Таа е традиција многу од старо време. Посно е и е убаво. Пред неколку години имаше од Белгија, од Данска имаше фини луѓе имаше тука, ама денеска е поголем спектакл. Со казано, лично дојдех да го видам како се варе, што е, не. И дома си правиме, нели, по традиција, ама тука е многу интересно, многу фина. Секоја година поминувам и навистина мило ми е што оваа година Струмица и струмичани ја одржуваат традицијата и со казано навистина е интересна атракција, барам и за сите посетители кои беа од другите градови се чудеа зошто е поставен. И зедовме нели за здравје бело графче, се надам дека традицијата ќе продолжи и понатаму. Тоа е еден символ на општина Струмица и дека и нашите генерации, нашите деца ќе продолжат да ја одржуваат оваа традиција. И лошо дете памнам, баба ми, дедо ми, мајка ми, татко ми, сите го толку чувствуваат тај празник, прочка, тримере, тие 3 дена ги празнувавме ние едно време. Сега малку е измодернизирано народот и навиките, ама почнуваат па да се враќа традиционалните обичаи. Еве денеска бел фасулни и Струмица секоја година се вари бел фасул, граф. Утре имаме пак некои гостување по млади дека имаме армасани, а у среда е веќе завршниот ден. Тримере и ручок се дава, пак после граф, сарма после со ореви, зарде, овај ориз варан. Го пробавте ли гравот? Ви се допаѓа? Не сме го, чекајте го пробам пред вас да видиме. Тегет марка англиски кангер. Градоначалникот на Струмица Коста Јаневски вели дека оваа манифестација има символика во обединувањето на градот во еден заеднички настан. Еве денеска продолжуваме една вековна традиција во нашиот град. Символиката на овој голем казан на варење на бел граф, како со векови што било од секогаш таа традиција, е всушност символика на обединување на градот во еден заеднички настан. Така да тоа беше една иницијатива на граѓани и ние како општина ја поддржавме и мислам дека така треба и да го сватат луѓето, да повелат сите да дојдат и заеднички да се дружиме и да се обединиме во едно заедничко јадење посно со кое означуваме одредени настани во нашите навики, во нашата традиција. Организатор на настанот е сограѓанинот и угостител Бранко Младенов. Идејата ја добил годинава во Охрид, каде што во голем казан се варела рибарската чорба. Овој казан го донесе и во Струмица. За прв пат ова година ставивме 200 кг граф, од која очекуваме да излезат меѓу 2,5 и 3,000 порции граф за секој струмичен, што ќе биде присутен на градскиот плоштад, да се заслади со за прв пат во Струмица во овакви големи количини. Планирате и за до година? Како што гледам, досега одзивот е многу голем, интересот и любопитноста на луѓето доста голема, што ми дава голема надеж дека до година ќе биде уште помасовно и уште поголеми количини. Кулинарско-великденските свечености во рамките на карневалот ќе завршат в среда со тримерската постна трпеза. Овој ден е денот на армасаните, кога се оди на гости во домот на верената девојка, каде што постарите жени ја воведуваат во тајните на брачниот живот, пеејќи соодветни песни.